Добро дојдовте на третото предавање од B2 ниво од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Денес продолжуваме со B2 германски и ќе зборуваме за конјунктив 1, форма што ја среќаваме најчесто во индиректен говор. Ќе објасниме како се гради, кога се користи и многу важно како се разликува од конјунктив 2, со кој често се меша. Значи подгответе се, започнуваме. Конјунктив 1 или индиректен начин во германскиот јазик. Што треба да повторите или веќе да знаете за полесно да го научите ова видео. Прво треба да знаете за претеритум или минато пишано време и за конјунктив 2. Исто така, повторете и за индиректе фрагезетце или индиректни прашални реченици. За се ова до сега имаме снимено видео на YouTube. Започнуваме со конјунктив 1. Конјунктив 1. Што е тоа конјунктив 1? Тоа е граматичка форма која се користи кога раскажуваме што кажал некој друг, без да тврдиме дека тоа е точно. Кога го користиме конјунктив 1? При индиректен реде или индиректен говор, за да покажеме дека информацијата е туѓа, а не наша. Да видиме една разлика меѓу директен и индиректен говор. Првата реченица е sagt, ich habe keine Zeit. Тој кажа, јас немам време. Како индиректна реченица би ја кажале sagt, habe keine Zeit. Тој кажа дека нема време. Да не ве буниш што велиме habe, а не hat. Во следните минути ќе видиме зошто е тоа така. Како се формира конјунктив 1 реченица? Од инфинитив глаголот се одзема наставката n, тоест се користи само основата штам од презенс или од сегашно време. Потоа врз основата се додаваат конјунктив суфикси. Овие суфикси веќе ги имаме сретнато кај конјунктив 2. Кои суфикси се користат при формирање на конјунктив 1 реченицата? Се користат истите суфикси како што кажавме кои се користат во конјунктив 2. Ке видиме табела во која ќе имаме класичен суфикс, кој веќе го знаеме од инфинитив, конјунктив суфикс и ќе дадеме примери. Како класични суфикси имаме их, значи за прво лице еднина, го имаме суфиксот е, за второ лице st, за трето лице т. Во множина прво лице n, второ лице имаме т и трето лице n. Овие веќе ги знаеме од сегашно време. Како конјунктив суфикси ќе имаме, пред да ги кажеме конјунктив суфиксите, ќе прочитаме примери за глагол во случајов machen или прави со класичен суфикс. Ich mache, du machst, sie es macht. Wir machen, ihr macht, sie machen. Како конјунктив суфикси потоа имаме прво лице еднина е, второ лице еднина est, трето лице исто како прво е. Во множина прво лице имаме n, во второ лице et и трето лице во множина имаме исто n
Со црвена боја ни се означени суфиксите од конјунктив делот кои се различни од класичните. Значи второ и трето лице еднина и второ лице множина ни се различни. Во тој случај глаголот махен ќе ни биде ich mache, du machest, sie es mache. Wir machen, ihr machet и sie machen. Запамтете оваа табела и се за конјунктив формирање ќе знаете натаму. Еве, например, реченица er sagt, mache seine Hausaufgaben. Тој вели дека ги прави своите домашни задачи. Како се формираат неправилните глаголи во конјунктив 1? Исто како правилните глаголи. Без разлика дали глаголот е правилен или неправилен, инфинитив основата не се променува во конјунктив 1, само се користат конјунктив суфиксите. Значи конјунктив 1 многу полесно се формира од другите времиња или форми. Например, глаголите werden и haben ќе ги формираме како конјунктив 1 за да видиме разликата. Ich werde во двата случаи го имаме истото. Во сегашно време имаме du wirst, а како конјунктив 1 du werdest. Трето лице sie es wird и werde. Wir werden во двата случаи е исто. Ihr werdet и sie werden. Значи, иако глаголот werden е неправилен, во конјунктив 1 нема никаква разлика. Потоа имаме со глаголот haben и habe, ние исто, знаете, прво лице еднина, конјунктив 1, суфиксите ни се исти како презенк суфиксите. Потоа имаме du hast во сегашно време, а како конјунктив 1 du habest. Er hat и er habe. Еве го, ова што го сретнавме на почетокот на видеото. Wir haben, ihr habt, а како конјунктив 1 ihr habet. И sie haben. Се надеваме дека до сега е од прилика јасно. Како полесно да се запамтат глаголските конјугации во конјунктив 1. Само sein е неправилен глагол во конјунктив 1. Односно, во трето лице плурал ни е sei. Сите други глаголи користат конјунктив суфикси. Не е потребно да се учат сите конјугации во конјунктив 1. Доволно е да се научат формите во трето лице зингулар, поради што е најчесто користено лице и број. Конјунктив 1 најчесто користи само неколку глаголи во пракса. Тие се оние за кажување, мислење, верување, известување, слушање и прашување. Како втор дел за денешното видео ќе видиме кои се најчести конјунктив 1 глаголи. Најчесто користени конјунктив 1 глаголи. Прва група глаголи за кажување. Sagen, вели. Meinen, мисли. Повеќето од овие глаголи веќе ги имаме сретнато во минатите видеа. Behaupten, тврди. Erklären, објаснува. Hinzufügen, додава. Antworten, одговара. Erwidern, реплицира. Например, sagt, habe keine Zeit. Тој вели дека нема време. Овај пример веќе го имаме прочитано.
Втора група се глаголи за мислење или верување. Glauben, верува. Denken, мисли. Vermuten, предпоставува. Annehmen, предпоставува исто. Zum Beispiel, sie glaubt, das Wetter werden morgen besser. Таа верува времето ќе биде подобро утре. Трета група глаголи за известување. Berichten, известува. Melden, соопштува. Mitteilen, информира. Schreiben, пишува. Например, Die Zeitung berichtet, der Minister sei zurückgetreten. Весникот известува дека министерот поднел оставка. Четврта група глаголи за слушање и кажување. Hören, слуша. Lesen, чита. Erfahren, дознава. Да видиме еден пример. Ich habe gehört, komme morgen. Јас имав слушнато дека тој доаѓа утре. Петта група ни се глаголите за прашување. Тоа се fragen, wissen, прашува, знае. Sich erkundigen, се информира. Например, fragt, wann sie komme. Тој прашува кога таа ќе дојде. Значи, забележувате дека тука немаме sie kommt, туку имаме sie komme, бидејќи користиме конјунктив суфикс. И имаме уште некои често користени конјунктив 1 глаголи. Ќе го дадеме примерот во трето лице плурал. Тоа е глаголот sein. Имаме sei. Haben, има, имаме во трето habe. Овде зборуваме за трето лице сингулар, уствари не за плурал. Werden, werde. Kommen, komme. Gehen, gehe. Tun, tue. И како трет дел од ова видео и можеби најважниот дел е разлика меѓу конјунктив 1, 2 und 3. За конјунктив 2 и 3 учевме во видеото за конјунктив 2. Која е разликата меѓу конјунктив 1 и 2? Во оваа табела ќе видиме разлика во функција, формалност, основа и суфикси. Конјунктив 1 користи индиректен говор, а конјунктив 2 е кога изразуваме желба, љубезност. Се сеќавате ли дека користевме конјунктив 2 кога имаме учтива молба? Кога сме кај формалноста, конјунктив 1 е поформален начин на зборување, конјунктив 2 ни е посекојдневен. Основата кај конјунктив 1 ни е од презенс или од сегашно време, а кај конјунктив 2 имаме основа од претеритум. Ова е најважната разлика. Кај суфиксите кажавме дека ни се истите. Есте, ен, ет, ен. Тоа е за конјунктив 1, кај конјунктив 2 исто. Одиме понатаму. Ако конјунктив 1 и конјунктив 2 користат ист конјунктив суфикс, зошто глаголите се формираат различно? Во претходната табела ја кажавме разликата. Конјунктив 1 користи презенс штам, а конјунктив 2 користи претеритум штам плюс или минус умлаут, зависно од глаголот. Ке видиме табела за разлики.
Ich mache во конјунктив 1 ни е исто. Du machst, конјунктив 1, du machest. Sie es macht, конјунктив 1, mache. Wir machen, ihr macht, и имаме ihr machet. И sie machen во двата случаи ни е исто. Како конјунктив 2 имаме претеритум и конјунктив 2 machte. Потоа du machtest, machte, wir machten, ihr machtet и sie machten. Ако добро го научивте конјунктив 2, ќе запамтевте дека многу често некои глаголи од конјунктив 2 и од претеритум ја имаат истата форма. Некогаш единствената разлика е умлаутот. Зошто некогаш наместо конјунктив 1 користиме конјунктив 2 или конјунктив 3 во реченицата? Ако индикатив презенс е ист со конјунктив 1, например за их, за вие или за зи, тогаш треба да користиме конјунктив 2. Ова се прави бидејќи конјунктив 2 има друга основа. Основа од претеритум плюс минус умлаут, па формата ќе биде различна. Ова правило се користи за прво лице еднина, прво лице множина и трето лице множина, каде индикатив презенс е ист за конјунктив 1. Кога ќе ви дадеме примери, ќе ви стане појасно. Ich mache. Du machst. Sie es macht. Wir machen. Ihr macht. И sie machen. Овие се обичните наставки. Во конјунктив 1 имаме исто. Ich mache. Du machest. Sie es mache. Wir machen. Ihr machet и sie machen. Забележувате дека ли во прво лице еднина и множина и трето лице множина ги имаме истите наставки и во овај случај ако го кажуваме глаголот нема да се знае дали зборуваме во сегашно време или зборуваме во конјунктив 1. Поради тоа мора нешто да промениме за тој што не слуша полесно да свати. Во овај случај ќе користиме конјунктив 2 наместо конјунктив 1. Ова правило би го искористиле само за трето лице плурал, бидејќи во прво зингулар и прво плурал зборуваме за нас, а конјунктив 1 е граматичка форма во која зборуваме за друга личност. Второ правило. Ако индикатив претеритум е ист со конјунктив 2 формата на глаголот, тогаш треба да користиме конјунктив 3. Ова правило го имаме веќе еднаш објаснато кога учевме за конјунктив 2. Скоро сите глаголи, освен sein и haben, се користат во комбинација со werden или modal verb, бидејќи нивниот конјунктив 2 е ист со претеритум. Ова комбинација се нарекува конјунктив 3. Да видиме пример. Ich lerne, du lernst, ова е за сегашно време. Sie es lernt, wir lernen, ihr lernt и sie lernen. Претеритум имаме и конјунктив 2 иста форма. Ich lernte, du lerntest, sie es lernte, wir lernten, ihr lerntet и sie lernten. Како конјунктив 3, формата би се променила во ich würde lernen, du würdest lernen, sie es würde lernen, wir würden lernen, ihr würdet lernen и sie würden lernen.
Значи, ова е правилото кога ќе го искористиме со некој глагол. Се надеваме дека е јасно, сега ќе прочитаме некои примери за да видите како конјунктив 1 се користи во речениците. Er sagt, er sei müde. Тој вели дека е уморен. Sie behauptet, sie habe keine Zeit. Таа тврди дека нема време. Der Lehrer meint, die Schüler seien sehr fleißig. Наставникот смета дека учениците се многу вредни. Man sagt, es gebe dort viel Schnee. Се вели дека таму има многу снег. Er erzählt, er komme aus Berlin. Тој раскажува дека доаѓа од Берлин. Sie sagt, sie müsse morgen früh arbeiten. Таа вели дека мора да работи рано утре. Следен пример, der Arzt erklärt, das Kind solle mehr schlafen. Лекарот објаснува дека детето треба повеќе да спие. Er meint, das Wetter werde besser. Тој смета дека времето ќе стане подобро. Sie berichten, der Zug fahre pünktlich ab. Тие известуваат дека возот тргнува точно. Der Chef sagt, alle Mitarbeiter seien informiert. Шефот вели дека сите вработени се информирани. Следен пример, sie betont, sie wolle helfen. Таа нагласува дека сака да помогне. Er sagt, es gehe ihm besser. Тој вели дека му е подобро. За крај ќе направиме мала вежба каде што ќе биде потребно вие повеќе да се вклучите. Овде е потребно да го пополните глаголот кој недостасува во реченицата, но во конјунктив 1 форма. Директорот објаснува дека фирмата стои добро. Имате неколку секунди. Со наша помош, der Direktor erklärt, die Firma stehe gut da. Одиме понатаму, наставничката вели дека испитот ќе се одржи следната недела. Die Lehrerin sagt, die Prüfung finde nächste Woche statt. Овде имаме и трембаре верб. Новинарот вели дека председателот ќе зборува утре. Der Reporter sagt, der Präsident spreche morgen. Тоа беше се за денесниот час на конјунктив 1. Се надевам дека сега ви е појасно кога се користи конјунктив 1 и како се разликува од конјунктив 2, што ќе ни биде многу важно и во следните лекции. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк, претплатете се и споделете го за да стигне до повеќе луѓе што учат германски. Се гледаме во следното видео. Чус!